Минатата година 142 лица го загубиле животот во сообраќајни несреќи на македонските патишта, а над 7000 биле повредени. Иако бројките варираат од година во година, причините речиси секогаш се исти: алкохол, брзо возење, непрописно пристигнување и се почестото користење мобилни телефони зад волан. Дополнителен ризик представува и управувањето возило без положен возачки испит, практика што директно ја загрозува безбедноста на сите учесници во сообраќајот. Во знак на почит кон жртвите и со цел намалување на бројот на несреќи, Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата, во соработка со СВР Струмица, реализираше едукативна кампања на подрачјето на општина Босилово. Министерството за внатрешни работи и Републичкиот совет секојдневно работат на терен во спроведување и реализација на кампањите се со цел да придонесат за што побезбеден и поуреден сообраќај, а со самото тоа и за намалување на бројот на сообраќајни незгоди со загинати и повредени лица. Во рамки на активностите, активно се вклучи и самата општина. Заедно со учениците од основните училишта беше организиран и марш со кој младите ја испратија пораката за повнимателно и побезбедно учество во сообраќајот. Годишно во Република Македонија од 130 до 140 лица го губат животот во сообраќајни незгоди, или за 4 години може да се каже дека едно просечно македонско село исчезна од демографската карта на Република Македонија. Целта на денешниот настан е да испратиме апел и порака до граѓаните дека сите ние сме потенцијални жртви во сообраќајни незгоди, дека секој кој што загинал во сообраќајна незгода никогаш не претпоставувал дека токму него може да му се случи тоа. Затоа апелираме да бидеме внимателни и одговорни во сообраќајот. Дополнително најмладите своето видување за темата го изразија и преку ликовни творби, преку кои уште еднаш испратија апел за одговорно однесување на патиштата, потсетувајќи дека безбедноста во сообраќајот е заедничка грижа. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија.